Здраво на сите! Добро дојдовте во Токен Падок, Македонија. Денес ќе зборувам за криптопазарот, што се случува со криптопазарот, зошто криптопазарот се уште после онај all-time high, нано што се случи во ноември, се уште ние сме долу и марката едноставно не може да закрепне. И многу мина луѓе се прашуваат зошто тоа се случува. Тоа е поради неколку причини. Секако дека најголемата причина веќе сите ја знаеме затоа што нели сите осетивме, тоа се вика инфлација. И исто така знаеме после ова што се случува околу време, после ковид заклучувањето, бесправното заклучување 2 години, економиите беа срушени, малите предпријатија беа срушени, обичните граѓани беа најпогодени. И се уште ние сме најпогодени како обични граѓани. Значи, дефинитивно ние се наоѓаме во рецесија. И рецесијата дефинитивно е една и првата и најбитна причина зошто и криптомаркетот е се уште долу, зошто криптомаркетот не оди горе. Тоа би било дефинитивно една и најбитна причина, рецесијата. Сите бројки економски показатели покажуваат дека во последниве 40 години ова дефинитивно според сите статистички методи на пресметување станува збор за период каде што има најголема криза после 40 години. Моите предпоставки со оглед на тоа што сум ги направил компарации, сметам дека ние сега сме во една ситуација како на времето на големата депресија пред Втората светска војна. Големата депресија траеше 10 години. Се надевам дека ова рецесија, што секако ќе се преточи во една депресија, верувам дека нема да трае многу долго, но меѓутоа имаме еден друг проблем. Општеството ќе се трансформира тотално. Што сакам да кажам, ќе дојдам малку покасно, на третата причина. Втората причина што криптомаркетот не може да се врати на својата големина и на тоа што треба да биде е неедуцираност. Најголемиот дел луѓето во цел свет не се едуцирани воопшто за финансиските средства, а камоли за криптовалути. Сите тие што се едуцирани и што знаат и разбираат криптосветот и разбираат криптовалутите, тие секако веќе имаат вложено. И тие веруваат во тоа. Зошто? Затоа што криптовалутите ви даваат децентрализираност. Криптовалутите, драги мои, верувам дека за брзо време, за неколку години, не само што ќе можат да ни донесат финансиска придобивка, но исто така ќе бидат единствен гейтвеј, единствен излез од централната економија што ќе биде реалност. Моментално никој не е свесен за тоа, затоа што луѓето во принцип повеќето не ни знаат за овие нови технологии и не ги разбираат моќта на овие технологии. Секоја технологија е неутрална по природа, но меѓутоа кој ја има во рацете, така може да ја користи. Ние знаеме и во минатото, секогаш во историјата, дека овој начин на централизирана економија, дека дефинитивно е во полза само на тие што ја креирале ова така наречена економија. Затоа што економијата по дефолт, за да биде на вистинска економија, таа треба да биде децентрализирана. Ние денес немаме ништо поддецентрализирано од криптовалути. Криптовалутите, криптосветот е најдецентрализирано нешто што може човекот да го искуси денешно време. Но меѓутоа исто така криптовалутите, како што реков, не само што ќе ни донесат финансиска добивка, но меѓутоа понатака со тек на време ќе ни биде единствена начин на слобода, начин на изразување, начин на финансирање. Што значи тоа? Тоа значи дека кај што веќе идам сега на третата причина зошто криптомаркетот е долу, а тоа се регулативите. Регулативите се тесно поврзани со ова што го зборував, драги мои.
затоа што не знам колку од вас сте слушнале. Имаме постојано се зборува за новите дигитални евра, новите дигитални долари. Тие не се дигитални. Ние дигитални пари имаме од 90-тите години. Ние правиме денес трансакции со Visa, со Mastercard и со други електронски провайдери. Значи, тоа не е ситуацијата. Овде не станува збор само за нови дигитални средства, односно пари, нови дигитални пари. Туку зборуваме за пари кои може да бидат програмирани. И овие, како што често тие од Европска банка често обожаваат да хинтуваат со погрешни информации, да кажуваат дека новиот дигитално евро било на блокчейн, е апсолутно небулоза. За секој еден што разбира технички што е блокчейн, тогаш секој знае дека тоа е невозможно. Овие криптовалути се на блокчейн, но меѓутоа овие нови дигитални средства што се сега на повидок и ќе бидат реалност за 2 до 3 години на секаде во светот, дури и кај нас во Македонија ќе бидат. Зошто ова го зборувам? Затоа што овие нови валути, нови дигитални валути, како што тие милуваат да ги кажат, овие дигитални валути на Централна банка ќе го сменат светот што го знаеме. SWIFT, оперативниот систем за трансакции, нема да постои или ќе биде променет во нешто друго. А овие комерцијални банки, драги мои, за 5 години максимум во светот никаде нема да има комерцијална банка. Се ќе биде преку Централната банка. Што значи тоа? Тоа значи дека Централната банка и владата само ќе ја зголеми моќта, а луѓето ќе ја изгубат и последната слобода. Ова, драги мои, е реалност. Ова веќе се случува насекаде во цел светот. Од донесувањето на регулативите на Обединетите нации за ID 2020, односно дигитален идентитет со вашите биометриски податоци, каде што тој дигитален идентитет ќе биде врзан со вашето конто, односно вашиот волет, новчаник, ход волет. Тоа ќе биде дигитален новчаник, нема да има физички банки каде што луѓето ќе одат на благајна. Такви нешта нема да постојат. Со новото CBDC се ќе биде онлайн и секој еден пејмент ќе биде преку вашиот телефон, а вашиот телефон ќе биде директно конектиран со биометриски податоци. Што сакам да кажам со ова? Сакам да кажам дека елитите, дури и ММФ, Монетарниот меѓународен фонд, веќе зборуваа за криптовалути, зборуваа за децентрализирани финанси. ММФ имаше извештај од пред месец и пол каде што многу се осврна на децентрализирани финанси. Зошто е тоа така? Затоа што тие се плашат од криптовалутите, се плашат од децентрализираните финанси, затоа што тоа е единствен начин каде што ние, обичните луѓе и граѓани, можеме да разменуваме вредност меѓу себе и да имаме ние вредност и да имаме секаков бенефит од учество во таа мрежа. Тие тоа не го сакаат, тие сакаат централизирана моќ. Јас ќе направам понатака и уште едно видео за да објаснам за овие CBDC дигитални валути на Централна банка, но меѓутоа денес, како што зборував, значи сакав да објаснам дека криптомаркетот ради овие три работи, односно ради рецесија, ради неедуцираност и поради овие нови регулативи, затоа што се прави место за новата дигитална валута која ќе биде тотално централистичка. Затоа криптовалутите моментално не можат да достигнат други височини. Но меѓутоа, јас сум сигурен дека ако нешто прво почне да отскокнува во финансиски маркети, тоа ќе бидат криптовалутите, дефинитивно. Но меѓутоа, вие не значи дека вие требате да ги чекате големите риби, милиардери да навлезат во криптото за вие да си купите крипто. Вие крипто треба да учите и да купувате секогаш кога имате можност малку од тоа што го имате да одвоите во една ваква ситуација каде што сите маркети, сите светски маркети се паднати долу.
Единствено што е горе е енергенците, нафтата, газот и така натака. Драги мои, тоа беше се за денес. Сакав да попрецизирам малку, да објаснам дека поради овие три причини криптомаркетот се уште не е горе. Но меѓутоа, сигурен сум дека кога ќе се случи едно превртување на пазарот, кога ќе почне да се стабилизира, дефинитивно дека криптовалутите ќе бидат во првите што ќе одат горе. Драги мои, оставам во добро здравје, се гледаме до наредното видео. Поздрав до сите!